Почитувани, за само 2 години владата успеа да ја зачува сигурноста во снабдувањето со енергенси, да обезбеди едни од најниските цени на горивата во регионот, да спроведе значајни инфраструктурни проекти, да го модернизира пазарот на електричната енергија и да воспостави политики кои се согласени со европските стандарди. Македонија помина низ една од најтешките енергетски кризи во Европа. Но граѓаните во ниту еден момент не останаа без гориво и не се соочија со ценовен шок. Тоа е резултат на навремени одлуки, добра координација, конкретни мерки кои обезбедија стабилно функционирање на целиот енергетски систем. Воспоставени беа ефикасни механизми за управување со кризна состојба. Обезбедени беа стабилен увоз на горива и доволни домашни резерви на енергенсите, со што снабдувањето на пазарот се одвиваше непречено во текот на целиот кризен период. Особено значајно што по цели 13 години повторно е ставен во функција продуктоводот Солун-Скопје. Инфраструктурен проект со исклучително значење за сигурно и континуирано снабдување со нафтини деривати и за зајакнување на енергетската безбедност на државата. Во тек е изградба на гасната интерконекција со Грција, а активно се работи и на реализација на интерконекцијата со Србија. Со овие проекти Македонија добива нови алтернативни правци за снабдување со природен газ, што значи поголема енергетска независност, поголема конкуренција и поголема сигурност. Во насока на усогласување со европските стандарди, донесена е нова уредба за квалитет на течните горива, целосно усогласена со законодавството на Европската Унија. Изработена е национална проценка на ризик во снабдување со газ. А во завршна фаза се превентивниот план и планот за кризни состојби во гасниот сектор. Зајакнети се и механизмите за стратешки резерви и сигурност во снабдувањето со нафтини деривати. Паралелно со обезбедувањето сигурно снабдување со енергенси, владата работеше и на модернизација на пазарот на електричната енергија. Од јануари годинава, аукциите за прекограничните преносни капацитети со Србија и Бугарија успешно се реализираат преку Европската платформа ЈАО. Националниот оператор на пазарот на електрична енергија МЕМО во мај годинава го пушти во употреба интрадеј пазарот, кој овозможува купување и продажба на електрична енергија во реално време и создава транспарентни ценовни сигнали за компаниите. Ова представува клучен предуслов за целосна интеграција на македонскиот пазар со европскиот пазар на електрична енергија, а паралелно активно се работи и на усогласување со Агенцијата за соработка на енергетските регулатори на Европската Унија преку интеграција во системот SDAC. Посебно внимание беше посветено и на заштитата на ранливите категории граѓани. Донесена е првата методологија за мерење на енергетската сиромаштија во државата, со што за прв пат се воспоставува системски пристап во креирањето политики за поддршка. Доделени се повеќе од 4000 ваучери за набавка на инвертер, клима уреди за ранливите домаќинства, а обезбедени се и 148,8 милиони денари директна финансиска поддршка за ранливите потрошувачи. Почитувани, ова не е крај на реформите. Ова е цврста основа врз која ќе продолжиме да градиме уште посилен, посигурен и поконкурентен енергетски сектор. Владата останува посветена на политиките што носат стабилност, инвестиции, европска интеграција и повисок животен стандард за граѓаните. Ќе продолжиме со иста енергија, иста одговорност, иста посветеност, затоа што резултатите покажуваат дека сме на вистинскиот пат.